гледате вестите на Сите. Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. 4 свирепи убиства и 2 обиди за убиство му се ставаат на товар на серискиот убиец од Кумановско. За ова се обезбедени докази од обдукциите на жртвите, а кривична пријава ќе има и за докторите кои утврдиле дека убиените жени умреле од природна смрт. Тамара Дичевска со деталите. Осомничениот сириски убиец од Кумановско убил 4 жени, а други 2 се обидел да ги убие. Доказите и ексхумациите ја потврдиле серијата злосторства. Од обвинителството вела дека станува збор за прв ваков случај на сириски убиец на кој жртвите му се само од женскиот пол, а зошто целел само кон жени, мотивот не го открија. Посочија на ниски побуди и користолюбие без да изнеса детали. 25-годишниот овчар од Кумановско делувал по ист модус операнди. Жртвите кои ги бирал биле од истиот регион во Старо Негоричане и исклучиво жени. Добро го познавал местото и жителите, бидејќи и самиот бил оттаму, што му овозможило и полесно да се движи. Психијатриските вештачени утврдиле дека е свесен за постапките и дека не боледува од состојба која спречува судење. Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиство кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид. Кривична пријава ќе има и за докторите, кои тврдиле дека дел од жртвите биле починати од природна смрт и дека немало траги на насилство, иако обдукциите подоцна покажале дека починале од насилна смрт. СВР Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе и кривична пријава за сторено кривично дело несовесно вршење на службата против мртво проверителите МС и ДД од Општа болница Куманово. Убивал во различни периоди во 2025 и 2026 година. Првото откриено убиство беше годинава, а според истрагата се случило меѓу 27 јануари и 12 февруари и ги потикнало сомнежите за откривање на другите 3 убиства. Втората жртва ја убил помеѓу 17 и 18 јануари, а претходните 2 ги извршил во 2025 година во јануари и јуни. Сител и претходно сними историја од преживеаната Росанка, жителка на селото Челопек, во чија куќа влегол осомничениот, почнал да ја дави и удира по главата, но успеала да се спаси. Во моментов тој се наоѓа во притвор, а обвинението за него би требало да е готово за 1 месец. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Утрово нов фемицид во Битола. 33 годишен маж ја уби својата сопруга во куќата на незиниот татко. Мотивите се уште се утврдуваат. Денеска полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола го лишија од слобода 33 годишниот АР од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 6 часот и 40 минути со нож ја нападнал неговата 31 годишна сопруга АВ од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото на настанот. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. ОЈО денеска отвори истрага против председател на суд и судски администратор за примање награда за противзаконско влијание. Осомничените во период од 2023 до 2025 година, искористувајќи својата положба како председател и судски администратор, барале и примиле парична награда во износ од 8.000 евра, а второ осомничениот и износ од 800 евра за да интервенираат кај судија на Основниот суд Гостивар да донесе решение за повторување на постапка. Откако не успеале, се обиделе да интервенираат и кај Советот на суди во Апелациониот суд Гостивар. За двајцата осомничени се побарани мерки на предпазливост, информираат денеска од ОЈО. Кај 9 лица биле направени непотребни операции на срце, утврдија странските експерти кои ги ангажираше Министерството за здравство. Анализирани биле вкупно 13 случаи, а извештајот ќе биде доставен до надлежните истражни институции. 9 пациенти имале неоправдани интервенции на срце. Тројцата странски експерти кои ги анализираа наудите од 13 медицински истории за кардиохирушки и кардиолошки процедури ги потврдија наудите на интерната македонска комисија. Извештајот е готов.
Министерството за здравство не поднесува пријава против никој, туку документацијата ќе ја достави до обвинителството и останатите надлежни институции. Азир Алиу не дефинираше кои се конкретните пропусти, кој ги упатувал пациентите и каде биле оперирани сомнителните што беа предмет на комисиска истрага. Надлежните институции ќе треба врз основа на извештајот, кој што извештај вели дека во 9 од 13, значи крајниот од странската стручна комисија се непотребни интервенции, ќе треба да се произнесе што понатаму. Комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Тие пациенти се живи. Ако пациентите ги барат извештаите, ние ќе ги доставиме до нив. Министерот не разграничи каде повеќе, а каде помалку биле правени пропусти, дали во јавни или приватни установи. Вели сите што прават кардиохирушки и кардиолошки интервенции се предмет на извештајот. Во 2018 бил третиран со пейсмекер во една институција, во 2024 во друга институција коронографија е направена, во трета институција во 24 опериран и во четврта институција коронографија е направена на истиот пациент. Така да затоа ги спомнувам дека сите институции се веќе предмет на анализа и за сите институции ќе биде извештајот доставен до надлежните. Азир Алиу вели дека извештајот ќе го разгледуваат и на затворена владина седница, а на останатите институции им остава да утврдат што понатаму. Документите кои што излегуваат од Министерството за здравство или пак од Лекарска комора или од ДСЗИ, кои што се еден вид стручен надзор, немаат тежина на вештачење. Тоа е само материјален доказ. Вештачењето понатаму му помага на обвинителството да го потврди обвинителниот акт и да почне судењето или пак да го отфрли. Со националниот хард тим кој покрај ланските најави уште не е формиран, ќе се утврдува дали одредена операција на срце е оправдана. Целта е намалување на ризикот од компликациите и да се носат колективни одлуки како би се избегнале непотребни процедури и да се намали нормално смртноста кај пациентите. Македонската и странска комисија беа формирани лани по тврдењето на кардиологот Сашко Кедев, дека во државата се прават непотребни операции на срце за профит. Сања Димитровска, Сител телевизија. За 3 дена истекуваат државните мирки за горивата, додека цените на светските берзи и натаму растат. Наташа Мирсовски известува на оваа тема. Наташа, какви се најавите? Дали од понеделник ќе точиме поевтини горива? Деспина, бидејќи цените на нафтата на светските берзи растат, за да се спречи ценовен шок и да се заштити стандардот на граѓаните, владата ќе ги продолжи владините мерки кои што истекуваат на 18-ти, односно во понеделник. Тоа се повластено од ДДВ и намалени акцизи. Исто така ќе се преговара и за со ОКТА попустот да продолжи мерка чија важност исто така истекува на 18 мај. Од бизнисот апелираат владата да ги искористи сите механизми за да се спречи раст на цените, прво на горивата, а после тоа и на храната. Деталите ги гледаме во продолжение. Поевтин бензин и дизел ќе точиме и од понеделник. Владата на вонредна седница ќе одлучува за продолжување на мерките кои истекуваат на 18 мај. Поради растечките цени на нафтата на светските берзи, очекувано е мерките да останат во сила, велат од владата. Во моментов кај бензините активна е повластената стапка на ДДВ од 10% и намалената акциза за 2 денари. Кај дизелот пак акцизата е пониска за 4 денари. Во понеделник истекува и важноста на попустот кој ОКТА им го даде на бензинските, и тоа 2 денари за бензините и 3 за дизелот. Министерката за енергетика најави дека ќе се преговара неколку дена пред истекот да продолжи и овој попуст. И бизнисот смета дека државата треба да ги искористи сите механизми кои ги има на располагање за да ја држи инфлацијата под контрола. Во спротивно, не само граѓаните, туку колапс им се заканува
и на компаниите. Инфлацијата е најголемото зло што може да ни се деси на една држава. Јас сум одинал тоа и знам што значи. Ќе направам све и ќе барам све што е во можност да се држи под контрола, да се искористат сите механизми, затоа што таа ако дојде во нашето стопанство заради неговата структура ќе биде тешка катастрофа и тешки последици ќе остави и мислам дека треба да направиме све, сите надлежни институции, да не дозволиме некакво ескалирање на таа состојба. Бар во делот каде што ние можеме да влијаеме кај неувезената инфлација, кај увезената тука сме немотишо. Инаку неделава почна со скок на цените на нафтата, откако Трамп изјави дека одговорот на Иран за прекин на војната, кој им го понуди САД, за нив е неприфатлив. Во моментов Брент нафта се продава за нешто над $105 за барел. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И власта и опозицијата бараат оставки од обвинители по запрената истрага за набавката на мазут. ВМРО ДПМН бара оставка од шефот на организиран криминал, додека опозицијата бара повлекување на државниот јавен обвинител по телефонскиот разговор со премиерот. До кога Исламабази, кадарот на Ахмет и Филипче Изаев, планира да биде джелатот на правдата и да испорачува за ова криминално трио? Се додека правосудството во Македонија е предводено од ликови како Ислам Абази, вакви контроверзни одлуки во полза на СДС и ДУИ ќе доминираат. Ислам Абази треба да си поднесе оставка и веднаш да го остави обвинителството во рацете на професионалците, кои поради него и таквите како него не можат да дојдат до израз. Нема правда, има контролирано судство и обвинителство лично од Мицковски. Обвинителот Ненад Савевски после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Муцунски побарал средба со својата бугарска колешка на маргините на самитот на НАТО во Шведска. Иако одговор се уште нема, министерот се надава на нови разговори, додека лидерот на опозицијата вели дека уставните измени се обврска кон Брисел, а не кон Софија. За околу 10 дена сме во Шведска на состанок на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО алијансата и побарав на моја иницијатива да остварам билатерална средба официјална со мојата колешка од Бугарија, каде што меѓу другото една од темите кои што ќе го дискутираме е и темата за овие неевропски услови кои што им се наметнуваат на нашата држава. Имате одговор од бугарска страна? За сега не. Колку и да не се согласуваме, колку и некојаш да имаме диаметрално спротивставени ставови по различни теми, прво како луѓе, а второ како представници на држави кои што делат граници, кои што имаат клучни проекти меѓу себе, ние мораме да имаме диалог. Тоа не значи диалогот, не треба да значи и попусливост. Председателката Гордана Силјановска-Давкова јавно изјави дека Преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Благодарение на Преспанскиот договор, по 27 години блокада, денес сме полноправна и рамноправна членка на НАТО. Имаме отворен пат и шанса да станеме земја членка на Европската унија. Внесувањето на малцинствата во уставот, што е основен услов на Европската унија, повторувам, на Европската унија, не на Бугарија, како што ВМРО тоа сака да го прикаже, не е предавство. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европската унија. Како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците, не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна, Македонија, терминот, поимот значи територија, ама и народ со собствена култура, јазик и историја. Тие требало да се повикаат на тоа. Значи, кога велам јас реалност, обврзани да повикуваат на реалноста секој подписниците и така тоа што не смеело да стане дел на преговарачката рамка и на заклучоците, станало дел. Не можело да стане дел,
ниту според нашето национално право, ниту според Преспанскиот нивен договор, а не мој, ниту според европското право. Последното информативно издание во 23 часот вечерва. До тогаш останете со нашата програма.